Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на своето место и денеска во нашата кујна имаме посебен гостин за вас. Се разбира, ќе направиме и убав специјалитет, па и десерт. Навистина ме радува кога нашите гости умеат и да готват и да се радуваат на она што го прават. А се надевам дека и вие, драги мои, и ќе научиме нов рецепт, се разбира, муабети за нашиот гостин, кој што вие постојано го гледате на ТВ екраните и се надевам дека ќе ви биде интересно и забавно. Секогаш ги поздравувам пријателите на телевизија Канал 5, а тоа се пријатели ширум светот на сите меридијани, исто така и на оваа наша емисија Гответе со Дракче. И си ги поздравувам нашите пријатели во нашата неубава Македонија. Секогаш сакам да се заблагодарам на сите оние кои што испраќаат фотографии, коментираат, лајкуваат, ни снимаат инсерти од нашата емисија и тоа е навистина убава работа, но и поддршка за она што јас и моите гости и моите драги колеги овде го работиме само заради вас, за да ви биде навистина позитивно и убаво. И да си заблагодарам на моите драги помошнички тука, секој пат, на нашата тетка Мици, Мира, Рамизе и се разбира до моите колеги во режијата и моите камермани. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПКБеско и да ви препорачаме доколку не сте одбрале производ кој што ќе ви го освои вашиот вкус, ете, земете си производи на ПКБеско, затоа што навистина имаат убави и квалитетни сувомеснати производи со кои што секој едноставно ќе биде заситен и ќе биде задоволен. На ПКБеско им посакуваме успешна работа, а на вас, драги мои, добар апетит. И кажав, момчето кое што денеска е заедно со мене, е лице кое што го гледате најмногу во приказките, го има и на филм, го има и на театарските штици, како што знаеме да кажеме во театар. Едноставно, со неговиот баритонски глас, кој што е навистина впечатлив, веднаш ќе го препознаете, ако не можете да го препознаете во ликот. А јас најмногу сакам да ги гледам приказките, исто како и децата, и постојано чекав да си дојде токму овде и да направиме нешто што навистина ќе биде интересен рецепт за сите нас. Нашиот Здравко Стојмиров. Добре ми дојде. Добре ме најдов. Дојде редот и за тебе. Како велам ја? Па синко ти дојде редот. Повели од оваа страна и добре ми дојде во нашата емисија Гответе со Дракче. Ти благодарам, Дракче. Благодарам и на поканата. Баш ми е драго. Јас се израдував уште кога го добив контактот, бидејќи имаше различни броеви, едва да се најдеме, но се најдовме. И кога ми напиша дека ти ќе направиш 2 рецепта во текот на емисијата, уште ми стана симпатично и мило. Си викам, браво бе, момче македонче, да види и сето ова. Па идејата беше дека едниот рецепт е малку брз, единствено останува само да се пече. И додека се пече, реков, зашто да не направиме еден десерт. Така, да го искористиш времето. Да. Сега прво ќе започнеме, ми рече, со главното јадење. Да. Тоа се макарони кои што ги правиш на твој начин. Да. Потребно ти е тавче. Тавче, така. Макарони секако. Макарони, да, како рече, било. Сакаш путер. Имаме путер, да. Сакаш вилушка или со рага? Не, нема потреба. Добро. Ти си Рачно имаш... е најдобро. Добро. Во ред. Убаво да се намачка тавчето, да не се залепет. Ете ти тоа си го знаеш добро. Мерак за готвењето. Љубов. Или како велат постарите, небиднина, кога си сам мораш да учиш. Мерак, љубов, потреба. Студентските денови бараат, нели, школовост во однос на готвењето. За време на студентските денови па и нема многу време за готвење. Се учи брза храна. Па, зависи. Зависи и со кого си цимер. Многу работи зависат. Со последната цимерка готвевме многу. Така? Но најчесто од финансиски причини. Паметам една вечер, немавме многу пари, требаше да сготвиме некој јадење, единствено имавме леќа, мислам. И таман ја ставивме леќата да се вари, насецкавме тука лук, сите зачини, такви работи.
и таман почна да се вари леќата, ни снема струја. И леле си велите гладни останавме. Ништо. Имавме едни вакви сијаличиња со ластиче, си ги ставивме на главите, игравме не лути се човече, па чакавме да дојде струја. Дојде некаде кон 1:30 вечерта, па се дозготви леќата, да речем. Така. Покажи како треба да изгледа тавчето. Убаво да, замастено, намачкано. Да. Добро. Одлично. Значи, еден момент, убаво, јас многу пати кажувам, ајде кажете ми еден момент, една анегдота од вашите студентски денови, затоа што сите сме доживеале такви моменти и убави се тие. Убави се, да. Убави се тие моменти. Така, ова директно. Ева, ги ставиме макароните, може сите. Да, Ова може да го тргнеме на страна. Така, сиренце ни требаше и јајца во ред. Но, не знам дали сме додале сирење. Видиш. Ете, ајде да бараме во фрижидерот сирење. Да видиме дали тука имаме ние сирење. Имаме секако. Добро. Јас ќе се обидам да го... Ќе го отворам, јас не е страшно. Е, сега не ли е во тањирче, но ќе си земеш коцка. Не, не треба да биде во тањирче. Вака, коцка. Еве вака, ќе ставиме 3 јајца, за едно тавче е доволно. Наместо варени, печени, како за промена. Некако и полесно, ова ти како што го правиш, ќе ни биде лесно. И брзо е. Добро. Малце Што ти е потребно? солца. Така. Маталка да не треба или со вилушката? Не, со вилушка. Добро. Добро, имаме тука и маталка. Да. По навика дома, јас маталка и не користам толку. Како што сме свикнале вака со вилушка е многу полесно. Кој те учеше да готвиш? Или сам? Па, најмногу работи сум научил од мајка ми најверојатно. Така. Нели, бидејќи децата постојано или мајката или бабата, нели? Да. Ова е и нејзин рецепт. Браво. Додуше сите рецепти се нејзини, нема рецепт кој не е нејзин. Бидејќи нели раснеш со тие, се храниш, раснеш покрај мама. Многу работи сум научил и сам. Со експериментирање, некогаш некоја работа ќе биде добра, некогаш нема да испадне Па толку добро, добра. сега нормално. Да. Сакаш да го кршиш со рака? Добро. Слободно. Земи си колку ти е потребно. Еве, вака е доволно. Ќе му ставиме вака сиренце. Некаде околу 400 до 500 грама е доволно. Сега зависи некој... Имаш тука по вкус, повеќе? Да, некој по вкус може да си стави повеќе. На крај може да се стави и рендан кашкавал, да колку сака некој. Исто така за зачини, било какви, трпи секакви зачини внатре. Некој ако сака може да додаде и месо. Во смисла сувомеснати производи. Да, нели според вкусот. Да. Колку брзо ова си го работи, брзински, Ова е... мераклиски. Сум го правил многу пати. Брзо, практично, без многу мака. И сега, бидејќи мене ми се омилените, приказките ми се омилени, кажи ми, во приказките готвеш ли? Обично си бакал, продавач. Во приказките? Не, нема да ми треба. Добро. Затоа што сега ќе треба да измешаме рачно. Рачно, а потоа ќе... Рачно е најдобро. За убаво да се измеша. Најдобро е рачно. Рерната мисламе вклучивме да да се јас ја вклучив загрева. пред нашето започнување на... Да. На макароните најчесто им треба отприлика 45 до 50 минути, но може и за побрзо некогаш. Зависи од рерната, зависи... Тука ни е рерната многу брза Да. и затоа што секогаш јас кажувам, на половина од она време што вие го имате дома и затоа прашувам за рецептот колку треба да биде. Различно шпоре, различна кујна. И различен марифет. Добро, сега вака убаво ќе ги наместиме, да не штрчи некоја. Ова може да... Така во корпа. Добро. И откако ќе го ставиме сирењето и јајцата, откако ќе измешаме вака убаво, останува уште да му ставиме кисела вода,
Газирана вода. Тоа е многу интересно што ти макароните ги правиш со газирана вода. Да. Па во оригиналниот рецепт мислам дека се прават и со половина литар млеко, но тоа зависи по вкус. Јас Добро. најчесто ги правам без млеко. Нема потреба. Исто како и палачинките. Обично гора. Можеш да си измиеш, Да, така. Можеш да си измиеш, да си ги средиш рацете. Ете така. Интересен рецепт. Сепак, ова е твој рецепт и ќе го научат многумина. Па мислам дека повеќето и го знаат, не е некој таен рецепт. Сакам да те запрашам пред, ајде ќе довршиме за малку да се пофалиш за она случување во Албанија, за твојата престижна награда таму, како актер. Малку пофали се, ајде, малку пофали се. Не сум некој многу што се фали. Единствено тие работи си доаѓаат со посветено работење, со тек на време. Се што треба си доаѓа само по себе. Јас единствено си ја работам. Работата со љубов, се трудам Ама колку што сепак ти можам. беше пријатно, нели, да добиеш една таква престижна награда. Па, добро, сум добил, да ви кажем право, повеќе награди. Тоа се поттикнувам да се Најчесто фалиш. секогаш го потврдувале трудот, па и го и одржувале ентузијазмот во мене за да продолжам да работам. Во нашата држава актерската работа е тешка. Тешка е, секоја работа некако ни дојде тешка. Дека мораме, можеби, макотрпно да ја извадиме нашата... Добро, можеме да Јас го ќе ти ставиме да отворам. се пече. Јас ќе ти отворам. Ајде. Полика. Опа. Кога ќе се покријат вака со водата Одлично. макароните, можат слободно додат на печење. Да. Ете, така. Ајде. Добро. Остави. Добро. И така. Така. И ете, додека тавчето овде постојано ни се пече во рена, јас од пејачите барам песна. Пееш ли ти? Песна? Пееш ли вака во приказките си? Подпевнуваш нешто? Некогаш да, сигурно. Интересно е, нели, да си подпевнувате кога одите на дрва сечење, па магаре, товарење, таму имате еден куп вија, а приказките треба да изгледат идентични на она времето, нели, во минатото. Интересно ли ти е со приказките тебе? Па, беше интересно додека траеше сега веќе. Сега веќе, да. па нов проект, има и нови приказки, можеби. Па добро, тие се стари приказни веќе искористени премногу, напишани, пренапишани, наново видоизменувани така натаму, така да мислам дека таа тема малку исцрпена. Како Можеби беше? има простор за уште малку. Кралот, кралицата, чорбаџијата, просјакот, светителите, нели, сега се што велиш веќе испотрошено. Па добро, зависи, нашите драматурзи можеби ќе измислат нешто ново. Тие модерни се приказни. битови приказни, така што многу работи се дел од животот. Замисли сега да бидат здравко приказките со одење во кафич, на пазар, во мол, нели, според времето. Ништо страшно. Не е лошо да има нешто и помодерно. Макароните не толку ги чекам, ама го чекам овој специјалитет што мене ми е омилен. Палачинките, најчесто оригиналниот рецепт е со 3 јајца, 14 лажици брашно, скоро литар кисела вода, но ние ќе направиме една по-мини варијанта. Како што може макси варијанта, така да може треба и да мини пржиш до варијанта. утре. Тавчето ќе го ставиме да се топли. Не се уште тавчето рано е да се стопли, може прво да сматиме смесата, ќе му ставиме малку водичка за да не ни се залепат долу јајцата. Ете техника, нова техника. Од тебе ќе учиме. Кога ќе ги матам јајцата, ако ги ставам директно во сув сад, се лепат малку долу, да, и не се мешаат добро. Жолчката потоа се тегне како мастик. Ете, паметна работа. Сега ќе дознаеме и јас и домаќинките дека се додава и малку водичка. Водичка. Или млеко. Добро. Сега ни требаше шекер. Шекер. Тука ќе ти додадеме шекер. Добро. Од нашиот сад. Миксерот. Така. Сега блок реклами, додека изматиме. Не е бучен, ќе можеме да ставаме лажичка. Еве, лажичка.
можеме комплетно да работиме затоа што не е бучен нашиот миксер. веќе Обично кујната- тоа нели им доаѓа на актерите да направат сцена. Ве молиме, пуштете реклами, нешто што е вкусно, нешто што е сладко, посладко од шекер. Ете така, добро. Прво ќе ги изматиме јајцата со шекерот. Така. Може побрзо. Можеме, еве и муавет да си правиме, Да, значи. да, ова е Кажи супер. ми, ајде сега да ми ја кажеш љубовта кон актерството. Од каде дојде? Ја имаше ли како дете во себе таа голема желба, како се вели? Кога бев во средно училиште, имав некој интерес, да речем, кон актерството, но немав, не знаев ништо како да дојдам во допир со тоа. На една моја другарка, мајка ѝ беше професорка по англиски во гимназијата во Демир Хисар и нејзин ученик беше Огнен Дранговски. Тој беше тогаш млад актер во Актер? Битолскиот театар, Така. да. Ме запозна со него и тој ми кажа дека има една трупа која аматерска трупа, односно љубителска, која моментално работи во Домот на културата, тогаш е Дом на култура, сега Центарот за култура, драмско студио Солза и смеја. Тоа не Битолчани се познати по таа представа, Солзи и смеја. Да, Солза и смеја продолжи и понатаму со други љубителски аматерски представи. Тогаш на почетокот беше најмногу од љубов, потоа стана нешто повеќе за профит, да речем. Но сепак многу од младите деца, да речем, од гимназија, нивните први стапки ги направија точно прво таму. И ме запозна со Огнен, тој ми кажа дека има една трупа која работи во Центарот за култура. Ми рече, ако сакаш, ќе те однесам. И јас реков, добро, ајде, однеси ме. Утрото, кога требаше да одам, се успав. И реков, ајде, нема да одам. Се Што барам? предомисли. Да, не одам. Но во тој момент ми се јави Стела, мајката на другарката, и вика, ајде, Огнен те чека таму. Каде си? Викам, абе, нема да одам. Како нема да одиш, ајде, станувај те чека. Станав на брзина, му реков на татко ми, ме однесе со колата брзо, додолу, стигнав таму. Тој ме чека, трупата се уште не беше дојдена. За твоја среќа. Па, среќа, не среќа. Така. Нивното доаѓање воопшто не зависеше од моето. Мислам дека и тие немаа никаква идеја дека ќе им се приклучам. Поседивме малку таму, потоа дојдоа и другите, се разбира. Таму препознав една другарка од средно училиште, од гимназијата. И работевме на представата Цигани од Пушкин. Тоа беше моја прва љубителска представа. Играв статист циган и пијан цигани. Ти беше интересно? Беше, да, многу интересно. Сакаш да ти помагам лажичка по лажичка? Не, нема потреба. Добро. Навикнат сум Си навикнат, сам. добро. Толку често правам Денеска палачинки, сум што имам најпоштедена. многу побарувачи за палачинки. Да. И значи си стигна на време и сега Стигнав на време, аудиција. се приклучив, немаше аудиција, ништо не е. Имаше многу простор за многу луѓе, имаше многу статисти, така што немаше никаков проблем. Потоа, кога ја завршивме, да речем, имавме премиера, Центарот за култура ни приреди и коктел после представата, ни помага за сценографија, ни позајмуваа сценски работници, светло мајстор, се што имавме потреба. Втората љубителска представа ми беше Црна дупка од Горан Стефановски. Една посериозна малку. Да. Тема. Тогаш, за жал, имаше некои нетрпеливести меѓу групата и Центарот за култура. Не знам што точно се случуваше. Јас бев, да речем, ептен пресен член. Па затоа премиерата на таа представа ја дадовме во Кино Македонија. Тоа е затворено веќе долго време и тогаш беше затворено, во смисла не работеше како кино. Се распаѓаше, да наречам, врнеше снег внатре. Страшно. Да. Страшно со што се соочувате. Да. Потоа продолжив
Понатаму работевме уште неколку представи, па кога дојде време за запишување за факултет, немав некоја друга желба, да речем, или некоја друга идеја што би можел да работам, односно да учам. Пробав да се запишам во Скопје, во вториот круг на приемните испити, паднав, па по некоја Се случајност... разочарали? Не. Си помислив тогаш, па војската не беше задолжителна, беше намалена на 6 месеци и реков, ќе одам војска 6 месеци, па потоа уште 6 месеци ќе имам да размислам што. Браво за твојот Но оптимизам. по некоја случајност имаше можност да се запишам во Благоевград, во Бугарија Така. на драмски уметности и ја искористив приликата. Сите ми велеа зошто да чекаш една година да губиш. Подобро е Зошто да не? си ја тераш работата. Да. Па и на крај не беше толку важно да Сакаш речем. уште брашно? Не. Добро, Не беше ни мас. толку важно да речем. Чекај прво да провериме Имаш дали е контрола. Да. Ете видиш. Браво, одлично. Треба уште малку Па брашно. јас гледам според око, знаеш, исто од око. Не треба да е многу течно, не треба да е многу густо. Ако е многу густо палачинките ги бидат дебели. Дебели. Да, ако е па многу танко, Па ќе си ги направиме пирушки, што? Немаме гајле, веднаш тука си наоѓаме нов Да. ПКБ-ско го имаме, сиренце имаме, подебели за американски палачинки. американски. Имаш техники на тебе. Да. Браво. Да не се секираат тие што ќе јадат, различни прсти лижнуваме. И ние ни. Добро. Добро. Добро, сега тоа Ние ќе јадеме, колегите твои овде, сите мора да се присутни. проба. Добро. Погодевме на одмор со моите во Дојран, тогаш беа во мода принцес крофни. Да. Немаше никаде, единствените што ги имав видено беа само таму во Дојран, тоаш бев да речем трето или четврто оделение. И многу ги сакавме, многу ни беа убави. Но еден ден, баш за лижнувањето, тој што беше човекот Со што ги преливот. држеше палачинките, крофните, имаше син, дете, помалечко. И како што тој ги вади крофните, му става шекер и тура прелив, го остава преливот и малиот зема го си сам лижнува. си. Дете како дете, дете како дете, ете, тоа е Многу тоа. смешно. Тоа е тие, дете како дете. Веќе успеваме да добиваме смисла. Да, сега е веќе Се гледа, добра, мислам, еве вака се гледа малку. Така, и после живо тесто Да. лижи, Треба да здравко му- живо тесто. Па не е ништо, малку тесто, јајца живи и така се јадат. Ти така имаш Шекер, баритонски кисела глас, не вода. ти е потребно многу живи јајца. Не треба многу живи Безпрекорно. јајца. Да. Добро, живите јајца се за почист глас, Да се мислам. добие чист глас. Е, Да сега. звони. Може да му ставиме малце масленце. Добро, за да Не не ни се премногу. лепат. И ако ова тавче ни е од тие нелепливите. Тавчето може да го загрееме Веќе? малку. Веќе додавам. Да. Ево вака, од масленцето тука ќе му капнеме, па ќе го избришеме. Добро, ете Добро. мајсторе, ти се слушаш. Ова само за првата палачинка. Додека уште не е искористено тавчето, малку масленце, па ќе го избришеме. Добро, имаме хартија. Така. Да. Мислам дека смесата ни е скоро готова. Еве, сега ќе му дадеме едно брзо матење. Јас да дзирнам овде. Да сме. О, Сега ќе ги провериме и нив. убаво. Се кршка, си брат. За смесата за палачинките добро би било и да отстои некогаш. Да, некојаш и 15 на минути веја за да се... 15 минути би било супер, но и без да отстојат не е толку страшно. Знам дека печените нема иш да отстојат. Тоа за тестото, да. Печените никогаш не отстојуваат. Добро, подај ми го миксерот, веќе не ти е потребен. Да, може. За да го Окей, ослободам од може да него. се преселам јас малку наваму. Ти ја доделувам кујната. Вака, Добро. така. Ова може малку Одлично. да го забришеме, да се распореди маслото и да го упиеме повеќето, да речем.
Ајде сега, додека ги пржиме палачинките, можеме со... зирни мајсторе, јас ги подгледнав. Одат, добро ни одат. Може да ја намалиме малку температурите. Ја намалив, се е под контрола. Затоа што ако беше на 250, ќе беше горе црнила. Да. Црнила ќе беше. На 250 додека се загрее, па после ќе го намалиме на 200, па сега може измеѓу 150 и 200. Идеално би било на 150 степени 50 минути. Да, ама тука бидејќи гледаш колку брзо гори. Да. Премногу брзо гори. Сега само едно лажиче да земам. Имаше тука, но добро. Добро е. Снајди се. Чисто да. За Снајди се. смесата малку да ги избиеме балончињата. Само од оваа страна да го подадеш за да те следат камерите. Ето така. Добро. Добро. Вака. Ето така. Да ни биде секако што е потребно. Да ги измешаме малку. Мислам дека е добро. Сакав додека ги пржиме палачинките да побараме од режијата да ни пуштат од фотографиите за да ги коментираме, да добиеме и на време. Јас те прашав дали ти е потребно кутлача, ти рече садот е нема потреба, сосема садот добар. има Да, усте, така што специјално. само да видиме сега на колку ни е ова На седмица. седмица. Почнува, гледаш да се Малку плюс малку плюс на осмица. осмица. Добро. Ете така. Добро. Ајде, Ова одиме со нека фотографиите, стои, ако можеш не да ги тука. коментираш. Ова е од последната монодрама Фетишист. Ја сликаше еден фотограф, Филип, многу убави фотографии направи. Изгледа тродимензионални. Да. Некојаш ги обработува, а некои не се обработувани. Ова е од Декамерон со Наташа Ачански во Прилепскиот театар, во режија на Мартин Кочовски. Ова е во 2013 година. Да не ни загори. Нема да загори ништо. Во 2013 година во Црна Гора, во Подгорица, на фестивалот Фијат, таму добив награда за најдобро актерско остварување. Таа ми е една од поважните, да речем. Ова е исто од последната монодрама. Сликите се мислам од нова сцена во Битолскиот театар, каде што е на репертоар представата. Ова е од една прослава за 70 и неколку години Битолски театар во режија на Љупчо Ѓоргиевски. Тука кажува, мислам, еден монолог на Хамлет на англиски. Одлично, браво. Па секој придонесе на свој начин Еве имаме и други. За таа намена. Ова е од Some Only Artists Left Alive во продукција на Сдружение Штрих од Скопје. Представа која работевме во Битола исто така. Ова е од многу одамна, од 2011 година. Медеја, јас во улогата на Јазо. Прекрасна фотографија, морам да кажам. Во режија на Нада Кокотовиќ. Од 2011 или 2010-2011 година. Ова е по текст на Јордан Плевнешт, Кирил и Методи, Who Are You? Кирил и Методи, кој си ти? Овде играм кинес со своја Браво. да речем со своја антикварница или така нешто. Таа работев исто така во Прилепскиот театар, еве овде може да ги видиме колегите. Значи беше собственик на убави работи кои што се зачувани. Да. Да, браво. Беше супер работевме на таа представа. Бевме исто така и на многу фестивали. Со повеќето представи сме биле на многу фестивали. Ова е во продукција на Битолскиот театар, представата Демони, во режија на Васил Христов Вуси, овде сме со колешката Илина Чоревска. Исто така, ова беше многу добра представа, така интимна драма, со многу демони. Ова е исто така од Битолскиот театар, представата се вика И коњите ги убиваат, зар не? Може би се сеќавате на филмот одамна. И вистина на беше Хорас Мекој сценарио. Така. Да. Тоа е по книгата, всушност. И не е многу сценариото гледан, за филмот е баран исто филм. негово. Да.
во Битолскиот театар во режија на Мартин Кочовски, а овде имаме уште една во негова режија во 2010 година. Ова е мојата втора професионална, односно трета професионална представа, Црвено, по текст на Орхан Памук, се викам Црвено. Овде играме кучиња кои се парат моментално. Да. Една приказна, голема. Ајде, Да, ова мислам дека е добра. Првата палачинка секогаш е малку бледа. Добро. Секогаш е малку бледа, може малку да го за да ни бидат оние што ги сакаат малку позацрвени. Да. Ете така. Ова е од мојата прва монодрама, Дневникот на лудиот. Ова изvedба е, мислам, во Куманово, во Касапскиот круг, таму во една напуштена кафана од некогаш. Беше многу алтернативна представа, баш со таа ја добив тогаш наградата во 2013 на Фијат фестивалот во Подгорица. Ова е исто така од Медеја од 2011 во Битола во режија на Нада Кокотовиќ, каде го играм Јазон, тоа позади беа аргонаутите. Баш интересна сцена. Ова е една слика од моите, да речем, студентски денови во дворот на учебниот театар. Тогаш дојдоа двајца фотографи, Каф и Светлана, со еден пријател од Благоевград. Па така се сликавме, се дружевме, беше многу забавно. Па подоцна искористив оваа фотографија за плакат за зооприказна. Таа е дуодрама од Едвард Олби. Таа ми беше првата, да речем, професионална представа, тоа се уште бев студент во трета-четврта година и работевме како на експериментална сцена во Битолскиот театар во, да речем, еден такав простор лево во фоајето пред да влезеш во аудиториумот, па искористивме таа. Беше убава представа, но за жал имаше краток живот и подоцна се обидов со неколку колеги да ја обновиме, но тоа не се случи. Па, не испадна како што планиравте. И за време на фестивалот, театарски фестивал на Камерен театар во Враца, Бугарија, ми се јави тогашниот менаџер на Мал драмски театар, Благо Стефановски, Баге, и ми вика, немаме ниту една представа од НЕТА. НЕТА беше една асоциација, нова европска театарска акција, која беше мрежа на околу 78 театри од цела Европа. И сите фестивали кои беа на НЕТА, тогаш беа посетувани од сите можни, да речем, представи кои беа... Каде што се можело да се дојде, така. Многу представи гостуваа на многу места, имаше многу фестивали, многу дружења и така натаму. Одлично. И немав тогаш некоја идеја, бидејќи представите кои што ги имав претходно беа сите изиграни на еден или друг начин на различни фестивали. И за таа цел тогаш специјално зооприказ да ја направив како монодрама, наместо да имам партнер на сцена, ја искористив публиката како партнер. Опа, уште побава. Една третина од представата е всушност разговор со публиката, да. Беше многу интересно. Добро. Ајде, додека си ги врти Здравко палачинките, јас да го побарам рецептот на денот. Прво едниот, макароните, а потоа ќе го видиме и другиот рецепт. Ова е 9 најсилно, така? Да. Добро. Добро, мислам дека е доволно. Може. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Подпечени макарони. Едно пакување макарони, 400 грама кравјо сирење, 3 јајца, едно лажиче кисела вода, 50 мл масло. Сето тоа заеднички многу убаво со рака го постави и ги внесовме во рерна. Многу ми е интересно, Здравко, кога ги погледнав сега, доаѓаат како оној подпечен сутлијаш од озгора. Интересни се макароните. Да. Како мусака, малку како мусака изгледа. Баш интересно изгледаат. Ако ќе ни постојат додека ти еве ги правиш овие палачинки, и имаме уште има да пржиш и по завршување на емисијата. Се надевам дека ќе на гледачите ќе им се допадне и тие да си направат. Еве, кога ги правиш палачинките, веднаш ни доаѓаат
инспирација ние Гладни. да јадеме палачинки. Добро. Ти со што најмногу ги сакаш дома? Палачинките? И јас со джем, еве вака, со мармалад. Со кашкавал и бибер. А ти по сакаш солени? Благи палачинки, исто вака благи. Само му ставам кашкавалче, еве вака како што е, кое ќе ја завртам, му ставам кашкавалче и биберца да се Чудо сте подстопи вие малку, младите. па Чудо ќе ја сте. завиткам во тавчето, Кашкавал да се па да јаде се и со олади. шекер и со мед. Многу е вкусно инаку, меѓу другото, навистина е многу вкусно. Ајде сега јас да побарам рецептот за палачинките, додека Здравко ја мачка и последната палачинка, која што ја направивме нели 3 заради нашиот рецепт денеска. Се надевам дека и вие ќе си ги направите дома. Што се нам не е потребно за едни вкусни палачинки? 2 јајца, 10 лажици брашно, 500 до 700 мл кисела вода, 50 мл масло, малку пециво, прстофат сол, прстофат цимет, зафил, крем, джем или вие што си сакате по ваша желба. Еве како што кажа Здравко, може и со кашкавал, нели внатре, и со малку шекер или мед. Да се насмееме малку, нели? Ама секој е според своите вкусови. Браво, мајсторе! Одлично! А имаш ти чиста десетка, поготово за ова украсувањето со на палачинките. А за палачинки мислам дека најважно е како вкус имаат, не е толку важно како изгледаат. Ова сами се јадат, повели ракавички, затоа што Само да видам палачинката докаде ни е ова. Остави ја, нека ќе ја доправиме до крајот, бидејќи имаме уште малку време. Сакам да добиеме на време. Одлично. Имаш и чај. Добро. Ама малку би се... Ја исклучив на потивко ја поставив. Добро. Повели ракавичките за макароните да се ги изнесеш. Да, Повели. треба да се... Да, за да ни биде комплетен рецептот кој што денеска го подготвуваме. Ете така. Внимавај само. Нема проблем никако. Ќе велам јас, ова изгледа нешто перфектно, убаво, вака подпечено. Навистина интересно. Секоја чест и пофалби за тебе. Браво. Браво, браво, мајсторе. Да, после може да се исече вака. Да. Може и со нож, може и со вака со шпакла. Како тоа ти оди тебе од рака? Ти се си те бидува максимално во однос на Секогаш е твоите подобро кога специјалитети. некој друг готви. Нели? Е, така велиме, најубаво. Леле, колку е убаво, друг пат пак да ни направиш. Да. Браво за тебе. Може Сакаш и да земеме едно изнесеш? чинишче, Добро. да. Одлично. Доколку Многу е има топло за тоа некој како желба. се дими. Опа, добро е. Додаде вилушка. Вака. Одлично. Сега по вкус, кој сака може да стави било што, може да стави рендан кашкавал. Јас обично ги превртувам наопаку од долната страна. И јогурт. И ми рендам така, кашкавал, додека е топло. да се стопи. Беше перфектен во оваа наша кујна денеска и супер гостин. Слушнавме на твоја животна приказна, малку од твојата животна приказна и за актерството и еве да ти доделиме подарок од нашите пријатели од ПКБ-ско. Супер, фала многу. Па заеднички да си направите дома една вака гледање на репризното издание со мезе од ПКБ-ско. А можеш да ги направиш и макароните дома со Да. производи. Ти благодарам од се срце, навистина беше прекрасен. Морам Фала да ти ти многу, кажам Драгче. уште еднаш. Беше прекрасен гостин, Баш ми беше добар драго. во кујна, прекрасно. Се надевам Имаше дека- зошто те чекав. Да, се надевам дека на гледачите ќе им биде доволно интересно да ги направат рецептите и дома. За палачинките не се сомневам дека секој има свој рецепт. Така е. Тука сме на самиот крај, драги мои, јас едва и чекам за макароните, реков не се многу трудам, но за палачинките едва и чекам онаа првата најшарената да биде моја. Ве сакам, се гледаме.